Заев од Струмица го најави како прв проект на ниво на Република Македонија. Го поканувам да дојде во Прилеп да види како се офарбани зградите во централното градско подрачје, бидејќи тој проект е веќе при крај на ниво на општина Прилеп. И тоа со помош на бизнес секторот, без нити денар од локалната самоуправа да се потроши од буџетот на граѓаните. И на крајот да напоменам тоа дека Прилеп важи за град на традицијата и културата. Во овие неколку години Прилеп го издигнавме како една културна мека на ниво на Република Македонија и тука би ги напоменал неколку настани манифестации. Еден од побитните настани е фестивалот на пиво, за кој се спремаме максимално и ова година и очекуваме преку 300.000 гости да ги срушиме сите рекорди. Да напоменам и тоа дека Прилеп е прв град во Македонија кој постави Гинисов рекорд со денот Свети Никола и Свети Николските сарми и во оваа прилика покрај и другите манифестации, да не ги напоменувам сите на број културни манифестации, сакам во текот на утрешниот ден, посебно сабота и недела, да ја поканам на големиот карневал кој се организира од страна на општината Прилеп по повод денот Прочка. Тоа е традиционален карневал кој постои векови во Прилеп, меѓутоа организирано, постои веќе славиме јубилеј 10 години. Очекуваме повеќе илјади гости од Македонија и надвор од Македонија и ќе биде еден од главните централни настани овие неколку дена на ниво на Република Македонија. Благодарам на вниманието. Да, секако. За карневалот, за карневалот се одвоени вкупно околу 300.000 денари. Тоа се од буџетот на општината, меѓутоа имаме донации доста од приватни фирми и дел ќе биде спонзориран и од владата на Република Македонија, односно Министерството за култура, меѓутоа не станува збор за некоја голема сума, околу 100.000-150.000 денари. Тоа го добиваме секоја година и да кажам тоа дека за прв пат карневалот ќе нема само на официјално дефиле да биде во 12 часот во неделата, ќе започне официјалното дефиле во саботата вечерта во 20 часот, ќе бидат присутни две атрактивни групи кои посебно за ваков настан се атрактивни, тоа се трачери од Скопје и Ретро Кабаре, а буквално во сите кафичи, ресторани, угостителски објекти во градот ќе бидат во знакот на карневалот, односно на влезот сите оние кои нема да бидат преправени, како што викаме прилепски, значи нема да носат маски, ќе добијат маски за да можат да влезат во угостителските објекти. Ако има некој друго прашање, слободно, ако не, мислам кате дека има спремено материјал цедина за сите да ја добијате сликите и го имате во електронска форма текстот кој сега го читав. Благодарам.